Сега се селиме во Куманово, ќе зборуваме со градоначалникот Максим Димитриевски. Господине Димитриевски, на самиот почеток, дали се слушаме? Да, добро вечер и на вас и поздрав до гледачите на 24 телевизија. Да. Кажете ми, вие денеска бевте во Скопје пред Министерството, во Министерството тој за внатрешни работи, барате внатрешната контрола на Министерството да ја истражи кривичната пријава која Министерството ја поднело против вас. Вие денеска во вашата изјава објаснивте зошто го правите тоа, но може ли малку тука подетално сега да ни кажете зошто се решивте на ваков чекор? Па да, точно е, денеска го посетив Министерството за внатрешни работи и поднесов пријава до секторот за внатрешна контрола при МВР за да се утврдат фактите, бидејќи од самиот почеток во мојата политичка борба заедно со сите мои сопартици се боревме за транспарентност, почетност, одговорност, правда и вистина. И поради тоа сметам дека и овој случај, како и многу други случаи во државата, треба да бидат расветлени, бидејќи не може секој да ја зема власта во своји раци и да ја толкува на начин како што сака. Туку едноставно мора да се почитува правото, владењето на правото и позитивните законски прописи во државата. Тоа значи дека не може никој неовластено да поднесува кривична пријава на друг без докази и без предходно завршена предходна постапка и предходни истражни действија и воедно работа со обвинителството да се постапува онака како што ќе даде нас. Во мојот случај тоа не е постојат докази и факти за тоа и јас верувам дека професионалците во Министерството за внатрешни работи ќе го раскажат случајот до крај, ќе функционираат првенствено од моите сопартици, од моите другари на ваквиот чин да дадат подршка, бидејќи сите заедно се боревме за правдата и вистината во државата и владењето на правото. Да, добро, кога зборувате дека не може секој да ја земе власта, дека не може секој да постапува своеволно, можете ли да не кажете по-конкретно на кого мислите или на кого алудирате? Дали на МВР, дали на министерот во МВР, дали на некои структури во МВР, дали на вашите сопартици во МВР, на кого мислите? Па видете, со Министерството раговоди министерот за внатрешни работи. Инаку, кривичната пријава е поднесена од полициски службеници. Самата истрага, јас не сакам никога да прejudicирам, ќе покаже кој всушност има најголемата одговорност во делот на пресекорување на службените опоштувања. Кривичната пријава е поднесена без претходен распит, состанок, каде што би ме повикале да се произнесам по квалификацијата и по наводното сторено дело. И јас сум одговорен човек, исто така и останатите членови на штабот, тоест колегата во штабот кој што исто така му беше поднесена кривична пријава и доколку постојаат такви елементи, јас ќе ги прифатев фактите, но во овој случај основното јавно обвинителство се произнесе и рече дека законот всушност посочува на нешто друго и нема елементи на кривично дело по член 206. Тоа значи дека некој своеволно поднел кривична пријава во Министерството за внатрешни работи против мене и друг член на штабот и за тоа треба да постои внатрешна истрага која што ќе дефинира кој е тој, по кои околности, под какви околности таму во Министерството за внатрешни работи, кога се изготвуваат акти, постојат интерни документи кои што се службено доверливи документи и службени белешки каде што предпоставувам дека лицата кои што ја подпишале кривичната пријава која што ми беше дадена на увид во основното јавно обвинителство во Куманово, имаат посочено по кој основ, како и зошто. Инаку нити некогаш сум бил викнат на распит по однос на ова наводно сторено кривично дело, нити пак некој ме поканил освен на распит по основното јавно обвинителство, каде што ги доставив заедно со мојот адвокатски тим сите аргументи, факти и јас сум сигурен дека правната држава во Македонија функционира и ќе продолжи да функционира се додека има вакви професионалци во системот. Да, господине Димитриевски, вие некако меѓу редови ми се чини алудирате дека тука има политичка конотација на цел тој процес, но еве повторно ќе ве прашам, мислите ли дека со таа кривична пријава всушност вие сте биле политичка цел, дека некој се обидел да ве дискредитира на некој начин и зошто?
И Не кој мислам, се разбира, кој? Не мислам, јас тврдам дека тоа беше конечната цел, да се удри по угледот и честа на мене и на луѓето кои што се во штабот. Имаме квалитетен штаб, луѓе кои што се вистински професионалци и благодарен сум им што се такви, што работат и функционираат во штабот. А кој тоа удри по мене, тоа времето ќе покаже и самата истрага, бидејќи самите извршители во овој момент се наоѓаат во редовите на Министерството за внатрешни работи. Инаку, од секогаш пак ќе повторам, сум се залагал за отчетно и транспарентно работење и така е од првиот момент кога влегов во политиката далечната 95-та година во Социјалдемократскиот сојуз и до ден денешен и така и ќе продолжам да работам и функционирам, бидејќи тоа се основните мотиви и елементи да членувам во демократска политичка партија, каде што постои борба на мислења, сопствени ставови, согледувања и верувам дека тука ќе најдам на поддршка и на граѓаните, а воедно мојата задача е да ги застапувам сите граѓани. Ако може нешто вакво да се случува, значи на високи функционери, тогаш што може да му се случи на обичен граѓанин? Едноставно мора да ставиме крај на ваквите случувања. Не е ова прв пат Министерството за внатрешни работи да поднесува вакви фингирани кривични пријави кои што имаат можеби мотив за политичка елиминација на неистомисленици. Да, вие кажавте пред малку дека е јасно кој раководи со Министерството за внатрешни работи, таму сега технички министер е од редовите на ВМРО ДПМН, но исто така заменик министер е назначен од редовите на власта. Вие цело време кажувате за тоа кога сте станале член на СДСМ, дека верувате во демократскиот капацитет на партијата. Ми се чини дека алудирате дека можеби и сопките ви доаѓаат од страна на вашата партија, или имам погрешен впечаток? Па видете, јас не сум поддржувач на политики кај што се играат дворски игри и апсолутно нема да го трошам моето време на тоа. Мојот приоритет се граѓаните и задачата која што имам добиено и од партијата и од граѓаните да им служам на граѓаните во општина Куманово и да ги подобрам нивните животни услови. Секогаш во рамките на борбата против неправдата, владењето на правото, јас сум тука и сум подготвен да поддржувам такви политики. Во спротивно, дворски игри, подметнување и други работи не ги поддржувам и стриктно ќе се борам против истите, а верувам дека за тоа ќе добијам и поддршка од мнозинството. Да, во насока на тие искричења помеѓу институциите, вие денес, освен што поднесовте до внатрешната контрола на МВР, најавивте и кривична пријава за директорката на Државниот санитарен и здравствен инспекторат поради изнесување на лични податоци за вас. Значи, ова некако како да продолжува вашата битка со централните институции? Видете, мојата битка е битка против луѓето во системот кои што ги злоупотребуваат своите позиции и против нечестните и неискрените колеги во политиката. Мојата битка не е лична, јас оваа битка ја водам за сите граѓани, за да се воспостави владење на право во државата и еднаш за секогаш институциите да се професионализираат. Впрочем, за тоа и се боравме и за тоа и баравме поддршка од граѓаните. По однос на господја Бухова Сотирова, јас само можам да потврдам дека беа изнесени факти и лични податоци спротивно на законот и ќе следуваат соодветни реакции од моја страна од правен аспект и ќе биде поднесена пријава. Ако некој ви влезе во семејството и прави истрага мимо за вас, ќе прибира и податоците и за вашето семејство, луѓето од вашето непосредно обкружување, кои што не се предмет на никаква истрага, тогаш сметам дека нема простор да се прости на никого, па кој да е. Добро, вие кога вас јавноста во скорешно време ве памти по ние немили слики од собранието, допадот во собранието кога прв застанавте меѓу првите, ајде да речеме, во одбрана на тогашниот опозиционер Зоран Заев, целиот раскрвавен, со голи раце се боревте со оние кои упаднаа во собранието. За неколку години потоа да видиме луѓе кои тогаш не биле толку блиски до Зоран Заев, а кои не биле со него во тие критични моменти, сега да имаат одлични односи, додека вие во последната година, ајде да речеме, отприлика условно кажано, влеговте во
се почеста конфронтација со централната власт. Сега, мене ме интересира како дојдовте до таа состојба. Дали е тоа, бидејќи вие константно не се согласувате со некои политики во вашата партија, или има некои други причини? Дали тоа е во домен на овие што ги велите дворски игри натре во партијата? Видете, сите дебати по однос на политиките на мојата политичка партија ги креираме внатре во рамки на политичките органи и генерално ние не отстапуваме од партиските програми. Тоа што поединци ги искористија своите функции кои што многу лесно ги добија или ги стекнаа, бидејќи во најголем дел ги немаше во првите борбени редови, а потоа дополнително успеа да се наметнат во партијата, не е пропуст на Максим Димитриевски или некој друг, туку на самиот лидершип затоа што се дозволи тоа. Инаку по однос на мојата релација со господинот Зоран Заев, со мојот добар пријател Заев, кој што во неколку наврати до сега, предпоставувам поради лошото брифирање од страна на првите соработници, излезе со ставови во јавноста, зашто и очекувам лично извинување од партијата и за оградување и сето она што се случи. Јас сум имал и ќе имам одлични односи секогаш кога разговараме за вистината и за партиската кауза во делот на борбата против корупцијата, криминалот, злоупотребата на власта, злоупотребата на позициите од страна на одредени функционери и така натаму. Бидејќи се боревме против такво нешто. И ако дозволиме да ни се случува и повторува истото, тогаш ние не сме различни од оние кои што беа претходно, кои што исто така гледаме сега како жустро се борат повторно да се стекнат со власта. Максим Димитриевски е свој човек, ќе продолжи, ќе работи и ќе функционира во рамките на СДСМ согласно статутот и одредбите на СДСМ, но секако има право на свое мислење, како што тоа го има право и секој член на СДСМ. СДСМ не е приватна фирма, нити пак ничија лична својина. Тоа е здружение на граѓани, каде што сите врз база на лични убедувања се собираме, дискутираме, дебатираме, излегуваме со ставови и ги застапуваме во јавност. За жал, мора да констатирам дека има поединци кои што се стекнаа многу лесно со позиција и ја користат таа позиција за манипулација. Вашите констатации се точни. Да, јас сум горд на тоа што учествувам не само на 27 април, во сите претходни настани, во самата плејада Животот за Македонија, значи претходно Вистината за Македонија и сите оние промени во партијата. Но ние се боревме за нешто што се вика просперитет, иднина, транспарентно работење и достоинствено однесување. За жал, на поединци тоа беше прекршено. Инаку, да биде иронијата поголема, во мојот случај, кривичната пријава беше монтирана токму на 3 годишнината на настанот од собранието и тоа по моја предпоставка беа вклучени луѓе кои што беа индиректни актери или директни актери внатре. И јас и ден денеска стојам на тоа дека ние тогаш успеавме да срушиме режим и имавме огромна поддршка кај граѓаните да го направиме тоа. Бевме принудени на тие моменти, за жал последиците останаа, но историјата ќе каже кој всушност бил во право. Но онаа што се случува денеска, ние сме одговорни луѓе на одговорни позиции и мора многу поодговорно да се однесуваме, системот на брифирање и системот на информирање мора да се сведе на поширок круг на луѓе, а не само на еден затворен систем. И затоа јас пак ќе повторам, бев во неколку пати наназад нападнат, прозван, не сакајќи да повредам ничи личен авторитет во јавноста или пак да нанесам некоја штета на собствената партија во која што учествувам многу одамна, во креирањето на нејзините политики, јас премолчам. Но не можам да молчам и сега очекувам поддршка и од моите сопартици и од раководството на мојата партија, најпрви, најмалку извинување, а подоцна и поддршка за расчистување на овој случај до крај. Без разлика кој стои на крајот на хиерархијата и по чија нарачка е спроведена оваа кривична пријава. Кој тоа всушност сакаше да наштети и зошто. Да, знаеме како е тоа во теорија, но знаеме како е и во праксата. Пред малку кажавте една интересна реченица СДСМ не е приватна својина, тоа е здружение на граѓани таму и така натаму, не зборам за правниот статус, туку онака фигуративно. Знаеме дека слични реченици во минатото кажуваа и други
функционери на СДСМ кои потоа беа исклучени од партијата, па потоа се вратија на голема врата, добија повторно функции. Мислите ли дека доколку продолжите со ова ваше инсистирање, како што велите, на извинување или на такви некои чекори, дека би можело можеби да дојде до таков чекор? Тие некои крила во СДСМ да отидат до таму и да ви исклучат од партијата? Видете, ова е политика, искрено не очекувам, иако во политиката се е можно, но сепак мора да потенцирам дека СДСМ е демократска партија каде што има дебата. За жал, ковид состојбава не дозволува свикување на одредени седници каде што можеме во моментов да дебатираме, но овие работи ќе ги отворам и во рамките на партијата и ќе поразговарам отворено со аргументи со сите мои сопартици и другари со кои што се боревме во минатото и планирам да продолжам да се борам и во иднината за подобро на сите граѓани во државата. Да, добро. Кажете ми во однос на корона пандемијата, каква е состојбата во Куманово, Липково, ми се чини се уште е жариште. Вие баравте минатата недела, ми се чини и Липково да се повторно да се затвори кон Куманово, не се случи тоа. Каква е состојбата сега? Па, за жал, таа е состојбата во целата држава. Од самиот почеток на епидемијата активно работеше штабот во Куманово и ние самите не знаеме, тоа беше непознаница и тогаш како командант на штабот ги повикав дел од луѓето во војската. За наша среќа ја имаме здружената оперативна команда во Куманово, ги прашав тогаш за совет генералите и високите воени представници како да се справуваме со состојбата, дадоа насоки, даде помош и армијата, се вклучи активно и полицијата. Но од моментот на воведување на вонредната состојба имавме некои барања уште 22-23 март за затворање на градот. Не наидовме на разбирање по примерот на Дебар и се случи тоа да се развие епидемијата. И тоа го бараме под посебни услови кои што ги дефинираме. Затоа дојде и до таа фамозна седница на владата во Куманово и еве денеска имаме резултат 419 лица до сега во Куманово се ковид позитивни, од први месецов до 15 имаме 59, но исто така укажуваме и за опасноста во соседна општина Липково, која што е директно поврзана со нас, бидејќи многу наши сограѓани имаат живеалиште и таму, и во Куманово и гравитираат на релација Куманово-Липково. Куманово е сепак еден регионален центар на североисточниот плански регион и тука е главната болница, каде што генерално помалите општини ги испраќаат своите граѓани тука да се лекуваат. Во Липково имаме до денеска 222 лица позитивни, од кои 119 само овој месец. Пред 10 дена излеговме како штаб со барање до Комисијата за заразни болести да изготви посебна стратегија за пристапот на Липково и да се побара начин како тоа да се направи некој мост кој што ќе направи одредена превенција на ширење на епидемијата од Липково во Куманово, бидејќи кај нас беше во Куманово во стагнација самата епидемија, но пак сосема на крајот мора да потенцирам дека видите, епидемијата се развива врз база на бројките, а бројките се добиваат врз база на бројот на тестирањата кои што ги вршат епидемиолозите. Штом имате поголем број на тестирања, по автоматизам имате поголем број на позитивни лица, штом ќе се намалат бројот на тестирањата, ќе се намали и бројот на позитивните лица. И како командант на штабот, генерално да се прашував јас лично на самиот почеток на епидемијата, и тоаш еднаш го изјавив, јас ќе направив целосен шатдаун 15 дена на државата, ќе седеме сите дома, ќе завршише епидемијата и потоа ќе продолжиме нормално да функционираме, а ќе ја браневме државата од натвор, лицата кои што ни доаѓаат. Се направија толку многу отстапки во овој период, се беше многу политика и од страна на позицијата, но генерално и од страна на опозицијата, многу критики, го преоптеретивме граѓанинот. Граѓанинот беше прилично дисциплиниран на самите почетоци, но штом почна оние религиозни отстапки помеѓу по етничка и друга основа, доаѓа и реакциите на граѓаните и дојдовме до денешната ситуација, а тоа е епидемијата се шири и факт е дека не може да се контролира, затоа сметам дека граѓаните ќе мора да научат да живеат со епидемијата и со COVID-19, а државните капацитети да се издигнат на највисоко ниво за да ги спречат, тоест да ги лекуваме граѓаните и да ги спречиме случаите кои со смртни последици.
Да, бидејќи сме на самиот крај, имаме можеби уште една минута максимум, само уште едно прашање за Кумановската болница. Во каква состојба може ли да се справи со пациентите во градот? Па во овој момент е во стабилна состојба, но за жал во минатото високиот непрофесионален однос на поединци резултираше со ширење на епидемијата, но мора да одам признание на луѓето, бидејќи самите институции внатре не беа подготвени за такво нешто. Јас лично, како пациент, чија се уверив во тоа во одредени моменти, недостатоци на одредени заштитни опреми и така натаму. Сега денеска има повеќе и од потребно. Во почетокот, кога се ширеше епидемијата, здравствените работници беа изложени на висок ризик. Но да доаѓа председател на комисијата за заразни болести и да ги едуцира во сред епидемија луѓето во здравствениот систем, како тоа се носи заштитна опрема, е апсолутно погрешно и неприфатливо, затоа што тоа се прави многу порано. Тоа е исто како да го учите, да ги учиме нашите деца да читаат во пето оделение, а тоа се учи во прво оделение. Да, добро, господине Димитриевски, ви благодарам за ова вклучување во отвореното студио. Ви благодарам и вас и ве поздравувам. Ова беше градоначалникот на Куманово, господинот Максим Димитриевски, и со тоа го завршуваме и вечерашното отворено студио. Останете со програмата на Телевизија 24, следува Дневникот, повторно ќе видиме што се случува во ВМРО ДПМН. Се надевам дека во текот на Дневникот ќе го видиме и обраќањето на претседателот на партијата Мицкоски, а вие останете во добро здравје.